што е тоа во човековата душа, во енормниот наплив на инспирација, од кое се создава величественото и безвременското уметничко дело. Каков е тој благодет со кој се раѓаат творците, создавачите на трајните вредности, авторите на националното богатство со кое се представуваме пред светот. Од тишината да се создаде неверојатна музика, која не подсетува на божественото, на духовното, на љубовта. Тоа е моќта на маестро Кире Костов, кој спаѓа во најплодните и сестрани современи македонски музичари. Докажан трубач солист, плоден композитор со над 100 numeri од различни жанрови, потврден оркестратор, аранжер и диригент со завиден стаж. Воедно и успешен педагог. Во неговата биографија е забележана богата концертна дејност во Македонија и во странство. Добитник е на голем број награди, учесник на многубројни фестивали, создава хитови за најголемите музички имиња кај нас. Уште во најраната возраст имал сознание дека ќе биде единствено музичар и ништо друго. На 6 годишна возраст го добил првиот инструмент, кавал, и веднаш бил привлечен од магијата наречена музика. Гитарата во тоа време била недостижна, па се задоволил со еден прим, кој секогаш го носел со себе. Музичките правила ги совладал уште во училишниот хор и така веќе било полесно запишувањето во средното музичко училиште, за кое многу се противеле родителите, но неговата волја била посилна и од нивниот авторитет. Собрал храброст и самиот се запишал во него. Кога тој им ја покажал трубата која била негов инструмент, поради тогашната слаба физичка конституција, стравот и негодувањето на најблиските биле уште поголеми. Во тој период, со повеќе групи, Кире Костов изведувал латиноамериканска и забавна музика, кои, иако омилени, делумно биле и забранети поради тогашниот систем. Подоцна се повеќе се ориентирал кон македонска музика, која ги следела светските трендови. Дојде време да се оди на студии. Пред да се оди на студии, јас со мојата сопруга го почнуваме нашиот заеднички живот. Ние учевме заедно во исти клас. Нале другој се мразевме. Како дојде, шо дојде, не знам понатака. Таа ми е сопруга до ден денешен. Иначе е професорка по клавир во Средното музичко училиште, се вика Кармен Костова. Ми роди две ќерки. Едната се вика Ана Костова, едната се вика Нина Костова. Ана е магистар сега по хорско дирижирање. Нина е сега ќе го свири докторатот, завршил доктор по клавир, кај професорот Борис Романов. И на некој начин чуда природа, што викаат србите. Значи, останавме до ден денешен со незе и секогаш кога нешто работа ми ги доработувам и нешто стално ме прашува што правиш. Ја викам зошто нешто што пишуваш, нешто што правиш. Ај отсвири ми го да слушнам. И ќе отсвирам вака. Значи, она е многу голем естетичар. Значи, точно знае што е премногу, што е премалку. Во музиката, естетиката е прва. Во се. И речам, Кармен, бе, како премногу ноти има, не знам. Види таму нешто. Јас морав Дом Белград, бидејќи музичката академија во Скопје не беше отворена уште. Значи, јас ојдов 68 година, а она се отвори тука 70 ми се чини. Немав каде да учам едноставно. Ојдов Белград и таму полагав аудиција. Нормално тогаш немаше никакви врски или пријателства или нешто. Ние дојдовме од Македонија и полагаа, како сега се сеќам, 40 на трубачи. Тогаш Белград беше светски град на културата и на се. Доаѓаа трубачи од цел свет, од Европа, од црнци, од не знам каде. Значи, јас кога полагав, бевме 45, не одбра 20. И моето школување таму
придонесе премногу за надградување на мојата личност. Како во музиката, така и во други некои работи. Живот. Она што мене најмногу ме интересираше, се разбира, беше джезот. Покрај класичната музика, бидејќи тогаш доаѓаа светски филхармонии да свират таму. Од тој период некако ми се роди идеја да почнам и јас да пишувам джез. Бидејќи само го слушав. Неверојатно некоја храна ми требало, не знам како да речем. Следува моето враќање во Скопје, каде што директно од автобус одов право во Македонското радио, тогаш Радио Скопје. Се случуваше аудиција за нови музичари во Биг Бендот. И се сеќавам тогаш во комисија беа Драган Джаконовски Шпато, Александар Джамбазов, Димитар Масевски, Илија Пеовски, не знам уште кој беа таму. Некој како свирачи, некој како жири. Значи свиревме неколку работи за кои што мораш да ги отсвириш за да получиш аудиција. Тоа се вика прима виста. Првото, тоа значи ви дават ноти, вакви, невидени, вие треба да ги видите и одма да ги отсвирите. Не со вежбање. Значи одма прима виста свири. Се сеќавам ми дадоа еден штим од виолина. Виолината како инструмент други перформанси има. Ние немаме такви. Викам, ова е за виолина, па ако да видиме, вели, ако е за виолина. И така натаму, после има слободна тема по ваш избор. Јас се свирев како сега се сеќавам Странци во ноќта. И уште една импровизација слободна на хармонски симфонија. Добро, да не должам многу, ја положив аудицијата и останав тука за цел живот. Со тој оркестар ми се поврзани некаде околу 40 на години. Како свирач, како репродуктивец, морам да ги поделам овие две работи, бидејќи не се заеднички. Како автор за него, како диригент после. И сите успеси со него ми се поврзани судбински. Во почетокот, кога дојдов, почнаа скопските фестивали. Се сеќавам, ние прва година го свиревме 70-та година скопските фестивали. Пред тоа го свира некој од Белград. Немаше музичари тука. Од тој фестивал навака, значи, поминаа некаде преку 40 на диригенти. Од Бојана Дамич, од Прившек, од Миленко Правгаска, Звонимир Скел, покрај Джамбазов, од тука што диригираше и други многу диригенти од кои што не сакајќи се учи премногу. Како ги сработуваат композициите, како ги свириме ние со нив. Ке ви кажи како треба да се оцени некоја делница. Во тој оркестар стекнав преголемо искуство, благодарение на тоа што секоја композиција се свиреше по два пати, односно една на македонски, една на од кај доаѓа композицијата. Сите беа по две верзии. И ги снимавме, се сеќавам, во Песталоци, школата. Таму немаше лепење. Сгреши уште еднаш. Музичарите доаѓаа преспремни, бидејќи никој не е должен за тебе да се враќа, ако ти не си спремен. Одма ќе ти избркаат. Така да, тие снимци до ден денеска се вртат. Можам да ви кажам дека Лета и Галеве таму снима. Пеењето после е снима. Значи, ништо не им фали на снимците. Тоа е таква жива една материја, која што така било. Македонската свита, првата моја македонска свита е напишана 1974 година. Во неја е обработен пребогатиот македонски фолклор и македонската медоритмика. Значи, тогаш да се напише таква работа, во нашиот простор овде беше баук, бидејќи сите правеа нешто прозабавно, прозападно, не знам какво. Никој, не гледајќи на своето богатство, земаат нешто што прво не е странско, како звук, како идеја, второ, не си ти тој, кој си ти? Дури ми викаат тука, имаше отпори во нашите кругови, да речам, музички, зошто ова сега што е скопско обработено? Па викам, да, скопско. Ма како е обработено? И многу други теми такви, за кои што јас до ден денеска
не се откажувам во македонскиот фолклор. Во Скопје покрај джезот, значи, почнав да пишувам активна и популарна музика. Од тие први активни популарни би ја издвоил Штом се сака. И понатаму следеа песни за кои што сите ми викаа, молим те, пиши ова музика. Ти си за ова створен. Викам, не, јас сум джезер, по вокација, ден денес. Не. Добро. Така настана 78-та година Лета и Галебе. Лета и Галебе беше изведена на Опатискиот фестивал. Ја пее Верица Ристевска. Верица која се појави таму, пошто Лета и Галебе почнува самата пее таја. Има еден. До мене седеше Габи Новак. До Габи Новак седеше Бисера Велетанлич. До Бисера, не знам, таму наредени беа и само што почна да пее Верица, ова и таја не го знае. Стана е вака сите. По патија. Салата е на едно равниште. Ако стане некој пред тебе, ништо не гледаш. Стана е просто. И кој е, бе, вика, кој е, Господи Боже. Цело време зборува, пошто беа до мене. Не знае дека јас сум авторот на таа песна таму. После тоа, Антон Марти, еден престижен, би рекол, режисер, тогаш во сите студија работеше, забавна музичка програма. Кога заврши фестивалот, во Опатија вака има ни скали, се симнуваш долу, цели со црвените писони се, и ние се симнуваме со Верица, викам, Верица, текстот не го сгреши. Проблем имаше со текстот. И како се симнуваме, некој ја фаќа тука за нога и почнува да ја љуби одек. Гледаме вака, абе викам Антон Марти. И таа се укочиме вака. Тој стане и вика вака. Ви сте светска звезда. Пазите што радите. Тоа ви е патот. А јас ќе ве викнам, бидејќи ме одушевивте, ќе ве викнам на првата емисија на Радио Телевизија Загреб и ќе ви снимам плоча тогаш. И ние си рековме, ај како си ти. Добро. Стварно е викна, стварно снимја плоча, пееше на таа емисија, не знам колку пати се репризираше таму. И кога год да дојдеше тука, Антон Марти да работи музички, баш што работеше кај нас како гостин често пати. Ја викаше да стапува Верица. А тогаш таа година победи Мој Галебе се вика Оливер Драгоевич. Јас со Оливер сме многу блиски пријатели и во една пригода, бидејќи неговите концерти во Македонија, јас со мојот оркестар му го пратев. Имав свој оркестар. Една прилика му велам, Оливер, дали знаеш, ти бевме во Кавадарци на концерт, дали знаеш, викам, ти кога победи со Мој Галебе, јас имав таме на Лета и Галебе, викам, една песна со Верица, знаеш. И тој вака се зачуди, како не ја знам, вели. Па вика, јас се страмев од наградата. Ние бевме седми, да речем, ама од 75 композиција. Ние седми. И тој вели, ја не победи, вели. Победи мојата агенција за плочи, издавање тоа. РИЗ Загреб, кој се викаш. Не ми текна. Е, добро, викам, само да ти кажем колку да знаеш. Во 83-та година ја пратив Маја Џаклиевска на Опатискиот фестивал, ја пееше композицијата Сеќавање. Преголем успех доживеа таа композиција. Меѓутоа, штета со Маја немавме многу контакти, да речем. Само 2 композиции јам работено за нејзе. Во тој период
86-та година ме избраја за најдобар трубач во Југославија. Како јас од Македонија, да не е некој од Лјубљана или од Белград или од прв па се случува во историјата на Македонија. Ми е жал што немаме снимка да прикажеме, јас имам само аудио запис. Учествува во еден биг бенд на Европската радиодифузија. Директен пренос од Опатија 86-та година, за која што намена две композиции ми беа специјално за мене напишани од Милјенко Прохаска, познат тогаш хрватски југословенски композитор и диригент. И за тие 10-15 дена научивме на еден живот скоро, што, како се работи, како се размислува во другите центри. Пошто свирев заедно со трубачи од Велика Британија, од Франција, од Англија, од Шпанија, од Аустрија, од цела Европа најдобрите. И тоа е All Star Big Band и секоја година се одржува тоа. Моето прво диригирање се случи во Раденци 1989 година. И на тоа прво мое излегување како диригент освоив награда за најдобро изведена композиција и за најдобар аранжман. Со Маки сум се родила на Живо Иглишич. Можам да кажам дека има преголема трема да диригирам, бидејќи таму беа во салата сите мои колеги. Од сите оркестри ни еден со друг се слушавме. И она што викаат најтешко е пред колеги да настапуваш, тоа и ми се случи. Понатака се беше полесно. Исто така сум ги работел скоро сите возобновени скопски фестивали. Од 91 или 2 како беше, 91 мислече. Па навака до 98. Вклучувајќи го тука изборот за Евросонг, кога Каролина Гочева не представуваше, мисля, че ние од 1999 година во Финска, кај што Македонската радиотелевизија на моје инсистирање, бидејќи ми избраа за уметнички директор, викам јас да, али со оркестар. Викам јас, Евровизија, ја делам од Скопскиот фестивал. Таа не е Скопски фестивал. Меѓутоа, сакам да направиме еден обид да видат луѓето што значи оркестар да свири. Тоа беше последен наш настап, за жал. Како автор на Скопските фестивали сум учествувал не знам колку пати. Имам 2 гран прија награди, едната со Лидија Кочовска, Што те нема композицијата, и тоа ми се чини 96-та година, и Манастирски сон со Пеце Огненов 98-та година. За жал, тие 2 години ни во пред групите не сме влегли ние како Македонија и овие композиции не отидеа таму каде што требаше да одат. Меѓутоа, после тоа Лидија настапи на Славјански базар во Киев и освои втората награда. Што сака, нека биде, дај ми да заспија. Во главата ватно се час, јас на сон да ти слушнам глас и на сон барем да те гушнам. Што сака, нека биде. Макфест започна 86-та година. Композицијата која што е работев таа година се вика Кога те нема, ја пееше Хелена Благне. Викам, кој треба да пее ова песна? Уметнички директор беше Киро Милев и Слави Димитров. Абе, вика, има една од Словенија, феноменално изгледа. Абе, викам, не те прашав како изгледа. Како пеи? Абе, вика, знаеш што ми даде, но тогаш касети имаше, една касета, види, ки ти дам преслушај, пее една песна, сплитска песна таква некоја.
Али да чуеш колку опсек има, не знам, ништо за нејзе. Дај, викам, и ми ја дава касетата. Одам дома, пуштам и слушам. Вино е... Да, јас сам била там. Нема песна. Се враќам, викам, Кирове, нема... Тоа е. Колку шо има, толку. Само на крајот чув, завршува, една нота која што тоа е до еден го викам обзикат C1. А викам има до таму обсек. А ако е алт, знам колку има долу. Тоа се стандарди. Ја правам песната, ја снимаме тука, Славе Зеде беше продуцент, ја однесе во Словенија, ја снимеа таму, на студио, и ми се јавува Славе, Кире, вика, завршивме, ја снимивме, викам, како испадна аранжман, овона, ќе чуеш, вика. И доаѓа тука и ме викна, ноќе беше 12 сата, не заведе. Ја слушам песната феноменално, викам, кој пее бе ова? Па таја, вика, пее. Како викам, Славе, како изгледа, шо е? Ке видиш како изгледа, вика. Така настрана таа песна, значи сосема случајно, без никакви припреми, без ништо. Дојде Хелена, се зеде и си ојде. Победи се. Награда стручно жири, прва публика, прва од жири, наградата од Сокој Југославија, тогаш најдобра композиција. Тоа се случи на Маквест. Понатака имам уште 2 гран прија на Маквест. А тоа е 93-та година со Тања Кочовска. Тоа е песната Твоите очи сине. И кога ја спремавме песната, ја викнав Тања, беше дојдена кај мене дома, праваме многу голем опсек има таму. Меѓутоа, она е многу музикална особа воопште, така растена музичка фамилија и така натаму, многу значи тоа. Да се донеси таква песна е многу тешко. Исто потешко е да се внесиш во самиот текст, драмскиот дел од нештото и музичката естетика, како пред што кажем. Ја пробавме, таа композиција е снимена со неколку синтесајзери, доста е работена на незе. И вечерта кога ја снимаше композицијата, јас не бев таму. Меѓутоа, другиот ден бев кога се дополнуваше вокални групи и така натаму. Ја слушнав. Лјупчо Мирковски беше продуцент, кај Тоше Поксимонов студиот, вика, Киде вели, страшно изазова. Се изнамачихме синега цела ноќ, ама дај бе, викам, пушти, зашто не ме викнавте, викам, шо? Пушти да чујам, слушам, стварно феноменално спеа. Значи јас никогаш не враќам, ако нештото е доживеано, па макар и фалш да е. Мене најважно ми е драматургијата во нештото. Доживувањето на човекот. Таму имаше некои работи кои што остана и ден денес се пее така. Меѓутоа, не мислев дека така ќе биде прифатена таа песна. Не знаете во сата што се случуваше. Кога ја пееше како наградена, таа година беше најдобар Макфест. Таа година ми се чини беше Џафер, Сонце за три света, Владо Јаневски, Вучич беше втор, трет, не знам, не се сеќавам сега. Многу силен фестивал беше таа година, со оваа екипа што го правеше. Исто се случи и 95-та година со Цветанка Глигорова, Не биди слеп композицијата. Она одушеви со својот настап, со своето гледање специфично на песна, многу специфично ја пее. И она како што таа ја доживуваше, така и ја оставивме. Зашто мислиме дека тоа е вистинското. Ние можеме многу работи да смениме, но нема да го измениме филингот на песната. Тоа не смееме да го правиме. При очи ти си след, ме гледаше, а не биде било судено, да не биде, мило мој. При очи ти си след, ме гледаше, а не биде било пишано, да не биде, мило мој.
Тоше кога работеше со мене имаше 19 години. Значи сите композиции јас имам за него напишано 5 месечни композиции, толку. Вториот албум го работеме со Копров. И за сите 5 композиции, значи Тоше доваѓаше кај мене 2 месеци секој ден. Ке дојди 5-6 сата, еве го со колата. Значи, тоа беше човек кој што сакаше само да пее. Ништо друго не го интересираше. Го интересираше само на некому нешто да помогне. Тоа му беше, не знам, исконско валјда. И доаѓа првиот пат кај мене, вели, викам, Тоше, кога се снимањата, кога треба да биде готов албумот? Па не знам, или валјда до мај месец негде таму, беше после Нова година некој период. И шо дојде, викам ти, шо да видам да немаш нешто ново, да не имаш нешто напишано. Викам, Тоше, ја песни дома не чувам. Ако имам нешто, се сум реализирал. Ако имам неколку кои што стојат, пошто мислам дека се уште нема кој да ги отпее. И ми стојат. Ајде ги слушнеме, вика, и одам прво му е свирев Илузија. Он кога е слушна, ова е за мене, речи, ова е за мене, јас ке ја пеам ова песна. Викам, чеки, Тоше, обсек голем, ова, имам јас обсек. И за моje изненадување ја научи за половина сат. Ај уште еднаш, ај уште еднаш, ај уште еднаш. За пола сат ја научи. И почна да ја пее таа. И викам, каков човек музикален ова. Na сон создадена за мене чувана, само вила во бело ми доаѓаш пак ко магија. Ме свирав икона моја и таа ја научи брзо. Викам, Тоше, ова е најтешко што може да се пее од овој програм, викам, и другите се полесни. И кои се другите? Викам, Синот Божи. Така и се вика албум. Таму има многу модулации во самата песна. Меѓутоа не сметаат една од друга. И тоа беше една мода. Така ме тераше да го правам тоа. Да ги модулирам тие мелодиски линии во различни тонитети, за да биде истото. Исто така, последно му е свирев Тајно моја, така како што е направена, не сум сменал ништо. И он седи, ја слуша, ај уште еднаш вели отсвири, ај уште еднаш. И едно време рипна од столица. И тој ле, така викаше. Леле, ова јас ке опеам ова, леле, какво е, ај уште еднаш, ај. Песната ја прифати одма, јас бев скептичен бидејќи немаше снимено фолклорна песна со фолклорни елементи. Виков, како ли ќе звучи, не знам. Тој да се договори со Игор Джамбазов, немав текст јас. Рекол на Игор, имаме една песна, ќе ти ја дај Чичко Киве, текст да ми напишеш. За шо бе текст? Имаше едно куќе таму во Крушево и го чекало кога ќе дојди, не знам што го испраќало, не знам како ми кажуваш, за него. Има давам на Игор песната, напиша еден текст, текстот стварно беше фантастичен. Ама некој друг да ја пее песната Балашевиќ, некој не знам, не личеше на оваа музика. Значи, таа е изворна народна песна, замисли за моето гуше, немаше некој спојнат. Темата е утна. Шо да правиме, времето доста помина и викам, Тоше, дај му ја, вика, на Огнен Недјалковски. Зошто викам него? Па вика, он ми е напишал ова, моите бакни жена, твоите, и многу други тексти, стварно, навистина, квалитетни, убави, звучни, со тематики и така натаму. Ај, викам, ма дававме на Огнен ми се јавува, одма истата вечер и ми вели дека Кире, песната е фантазија, ама не знаеш каков текст ти спремам. Ај, викам, мај се, јас сите така, дај да видиме, ако треба, молим те побрзо ти, имам работа.
и ми носи текстот, го донесе за 2 дена, ми се чини, така. Ако сме сменале 2 зборчи. Тој е целиот текст е така како што е напишан. И така и си остана. Ја снимивме таа песна така како што е, направивме многу верзии со Тоше. Се уморивме едно време до 3-4 сабајле и другиот ден викам на тој тонец, Тоше, дај да се одмориме, немам критериум поќе. Другиот ден одам да ја преслушам, првата ми ја пушта и му викам, затвори ги другите, избриши ги сите. Ова ќе оди крај ти звучи. Еве го Тоше кај еден иди, ќе пее човекот. Шо? Кам готово снимаме се. Како шо? Која е таа? Првата ми го не. Најдобра е. И така оди тај. Каролина Гочева, уште како малечка, 5 одделение ми се чини беше, дојде на аудиција за фестивалот Сидо Битола, каде што јас бев уметнички директор 10 години. Тој фестивал, ќе кажам нешто показно за него, сега за Каролина ќе кажувам, ја пееше песната Пролет на Мехмед Манев и освои прва награда од публика и награда за интерпретација. Тогаш беше во мода Витни Хјустон. Always Love You, ми вика, татко ми е пријател, Блашко, ми викне ја дома, дојде вика да чуе како ја пее. Ојдов кај него, стварно ја слушам. Оригинал ја пее. Абе викам, Каролина, дали можеш ти по своје да ја отпееш? Па можам, вели, ама се, како што ја слушам, така ја пеам, она емитира и во бојата. Витни Хјустон. Меѓутоа, после беше и своја. Со нејзи имам доста успешни работи направено. Таа година ја пуштиме на Макфест да пее. Мамо пуштиме. 94-та година ја пееше композицијата Кој да ти каже. Тогаш Скопскиот фестивал беше таков како што го знаеме сите. Значи се работи за големиот ревиски оркестар. Се беше во живо, од вокална група до се што постои. Каролина со своите години успешно го поднесе тоа. Значи она е добар вокал, чисто пее, коректно пее, сигурна е во себе си, никогаш текст не заборавила. И ете, ден денес веројатно тоа е некаква школа за понатака. Во македонската радио и телевизија се случуваше културно-забавниот живот во државата. Сите овие што ги набројувам пејачи, и што ќе набројам уште не знам колку, почнале тука. Учеле тука, снимале тука и така натаму. Место немаше во 1-2 за снимање, дојдеа бело дугми, ги одбивме. Рековме, немаме термини. Тие рекоа, дајте ни од 2 ноќи ќе снимаме. Пошто бевме најдобри. И би сакал да го издвојам тука концертот на Биг Бендот на Македонската радио телевизија во Солун 2000 година, за кој што имаме голем повод, бидејќи ова емисија ја прави баш таа редакција. Ние тогаш го отворивме сателитскиот канал. Ние сме првите
што го отворија сателитскиот канал со ТАРПС асоциацијата. Имавме најави од Австралија дека не е возможно да свириме ние во Солун, а на пултовите пише имерата. Значи, ние му викаме, ние сме тука. Не веруваја. Тој концерт го организираше Играта телевизија, джез програмата, на фестивалот Олимпус во Грција, што се одржува секоја година, на кој што свират многу значајни имена. После тоа постојавме уште 2 години и Биг Бендот на Македонската телевизија го згасна своето постојање. Како и сите други оркестри, народниот големиот народен оркестар, чалгијата, народните инструменти, хорот на Македонската телевизија, камерниот оркестар, детскиот хор. Ние во светот без музика сме никој и ништо. Додека тоа не го осознаат нашите политичари, нема ништо од нас да биде. Апелирам, не знам како да речам, немам збор како да кажам. Да се возобноват ансамблите, дури сега немаме ни музичари. Тоа не забравете. Немаме музичари. Значи не се продолжи традиција, убиство не е видено. Јас предавам на факултетот за музичко уметност 6 години. Биг бенд, категорија на свирење и камерна музика. Значи таму сега во моментот можам 3-4 студенти да донесам тука. Не да снимаат. Снимањето е посебна категорија. Како на микрофон, што треба да прави тој, како да свири. Не е тоа се едно. Мора да помини време. Значи ние да сакаме за да формираме, ќе треба да почекаме некој време. Истото важи за народниот оркестар, истото важи за чалгијата. Чалгијата, што сме ние без чалгија? Народни инструменти. Невидена работа, не знам што. И ако продолжи овака, верувајте дека нашите студенти, репродуктивните уметници, нема кај да свират. Кај ќе свири? Ќе свири ораи и свадби. Нашите композитори за джез музика, популарна музика, ќе пишуваат за Бугарија да ги изведат. Кај ќе бидат изведени? Не знам како. Тоа е злодело, не знам, немам зборови. Јас сум пишувал за деца доста сериозно. Веќе јас децата не ги гледам како деца, ги гледам како луѓе. Како нешто што секогаш може да ти изненади. Така да, во моето творештво има многу сериозен пристап таму за пеење. Што викат малку се потешки од тие нормалните. Што ги викат нормални, јас ги викам никакви. Второ, музиката за серии за деца. Исто така, често пати имав прилика, имав шанса да ја работам. И би споменал некои наслови, колку што можам да се сетам. Втората смена, Волшебникот од Оз, Лес во Аркадија, Чук-Чук Стојанче, Ајде да се дружиме и други некои, не знам, не памтам сега. Понатаму сум пишувал музика за разни театри во Македонија и имам еден мюзикл напишано за театарот, Народен театар од Битола. Мюзикалот се вика Големите мали љубови, на текст на Иван Каратак. Авторот не се сеќавам како се викаше. Ја изведовме во Шибеник и добивме прва награда. Се пееше и се свиреше во живо таму. Би сакал посебно да ја одвојам, да го одвојам проектот Златоустовата литургија, кој што го снимавме во 2000-та година, благодарение на фондацијата Благовестие. Тоа беше една фондација која што покрај тоа што беше хуманитарна, беше и фондација која што исшколува многу кадри. Многу наши познати сега светски уметници. Како Симон Трпчевски, Благо Нацовски и многу други, да не ги набројувам сега, многу може би не ги не знам кои се. Тие во организација со неговото просвещенство, митрополитот Наумо Струмица, се договорија да направиме едно CD за нашето пеење од 14 век. Византиско пеење.
кое што се пеело во женските манастири. И по таа пригода ме викнеа во манастирот Света Богородица во Матка да одиме на една литургија, каде што во живо пееа, ми се чини 4 сестри тогаш. Јас кога ги слушнав, значи, не знам, онемев, како тие пеат. И му викам на дедо Владика, викам, ова ќе го снимаме. Како вели, како да направиме, вика, како ќе каже Господ така. И тоа се случи во македонската телевизија, студиото М2, за кое што не веруваат дека во студио е снимано. За незе се снимени и неколку филмови, од кои што еден би издвоил. Македонската телевизија го работеше Љубец Цветановски и покоен Благоја Марковски како режисер. Филмот се снимаше по разни манастири, пуштајќи ова музика како фон. И стасала музикава не знам како во Москва. Тогаш министер беше тој Димитар Димитров. И тој нормално на тие што биле таму дојдени, му поделил по едно CD. После месец дена ми се јавија од таму, викаат, каде е ова, шо е ова, каква е ова музика? Пазите, во центарот на православието се случува. Москва. Па викам, таква е, таа е, така се пее. Значи, тие ја издвоија како единствена, што за мене е најголемата сатисфакција. Значи, не се пее нити друго место, тука. И во Бугарија, кога се монтираше филмот. Се фаќале за глава како е возможно така да се отпее. Ви не знаете колку е тоа чисто, кристално испеано. Фалш зборот не доликува да го кажам. Не постои. Кој ги учел нив? Тие се не знаат ноти. Би сакал да го кажам и моето издание, кое што е до сега, нема да верувате, единствено. Како издавачи се јавуваат издавачката куќа Центар, Сојузот на композиторите на Македонија и Министерство за култура на Република Македонија. Кире Костов ќе остане забележан како легенда на едно време, доајен на македонската радиотелевизија. Неговата музика, силна како религија, со вибрации кои продираат во срцето, ќе живее за навек и тогаш, по многу децении, ќе ги буди истите чувства како денес. Музиката, како што покасно Драган Джаконовски Шпато ќе каже, е најљубоморната жена на светот. Еднаш ако ја сакате, ќе ја сакате секогаш. И не можете од неа да се одвоите.